Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Драги гледачи, добро утро. Еве не повторно заедно и денеска, понеделник 26. јуни 2023 година или 177 ден во ова тековна година. На почетокот да ги проследиме сервисите информации, ќе кажеме неколку зборови за времето. Веќе навлеговме во летото, имаме топли денови, но за денеска имаме прогноза која ни вели дека ќе имаме променливо време, значи со мала до умерена локална облачност, поготово во западните делови ќе дува слаб до умерен северен ветер во поврдарието и ќе засилува во попладневните часови, а увезрачението ќе биде 7. Дневните температури се движат од 11 до 19, односно утринските, а дневните од 23 до 32 степени. Еве, така ќе биде и утре, значи целова седмица ќе имаме сончево време со некои слаби облаци и можеби некаде во планинските делови ќе има и слаб дожд, но тоа е занемарливо. Значи веќе имаме топли денови, сигурно сте го испланирале вашиот годишен одмор, можеби веќе сте на одмор или овие денови ќе заминете на море, на планина, на езеро или тамо каде што веќе сте наумиле. Во Кавадарци утрово сам на ведро, топло време, така ќе биде и во текот на целиот денешен ден. Што се однесува до состојбата на патиштата, значи непречено се одвива сообраќајот по суви коловози со зголемен интензитет, посебно на граничните премини кон соседна Грција и соседна Албанија, така да планирајте, ако одите на пат, тргнете рано, кога е се уште свежо, немој да патувате во текот на денот, бидејќи е доста жешко ако имате климата да биде умерено поставена, не многу студено, ладно во колата, бидејќи кога ќе излезете од автомобилот може да ве удари топлутен бран, така да бидете крајно внимателни. Исто така бидете внимателни и во градските средини кога возите, избегнувајте 100% алкохол, значи алкохолот никогаш не треба да се најде во уста на шоферот, бидејќи алкохолот знаеме колку е штетен, а камоли за возачите. Само неколку информации пред да поминеме на рубриката на денешен ден. Целиот свет беше вознемирен во минатите денови за смртта на 5 туристи кои се прогласени за мртви во подморницата Титан, која најверојатно се распаднала на 500 метри до самиот брод Титаник, кој знаеме 12-та година потона во таа голема хаварија. Интересно, со помош на далечински управувано возило на дното на Северно-Атлантскиот океан биле пронајдени остатоци од малата подморница Титан во непосредна близина на потонатиот брод Титаник, со што официјално било ставено крај на потрагата по преживјаните овие милиардери, богаташи луѓе, меѓутоа еве тие оделе на тоа би нарекол туристичко разгледување на потонатиот брод Титаник и на жалост страдале. Се верува дека подморницата експлодирала на дното на океанот во непосредна близина на пропелерот на Титаник. Според весникот Daily Mail, остатоци од подморницата биле пронајдени на само 500 метри од потонатиот брод.
implozijata nastanala implozija, znači ne eksplozija, tuku implozija nastanala najvjerojatno zato što na dvorešnji od pritisak bil mnogo pogolem od pritisak od dvog kabinata, što predizvikalo podmornicata da se raspadne. Pronajdeni se 5 delovi od podmornicata, nekoji od njih pripagili na kapsulata koja go održavala pritisak od natre vo samata podmornice. Kako je golema tragedija, a novije bogate luge, je našle svojeta smrt vo dlabočinata na preko 3800 metri dlaboko dole vo okeanot. Kako je golema tragedija, interesno, ovje petmina platile po $250,000 za da go posjetat potonati od brod Titanic koji iščezna, znači vo nedelata na 18. juni, si misli na ovoj mal brod podmornica koja stradaše zajedno s ove petmine luge koji platili po $250,000. Očigledno imale golemi pari, no ja našle svojeta smrt vodlobučinite na ovaj okean. Ovdje mi svega da se podsjetime na nastanite koji se slučile vo Minatoto na 26. juni na današnji den se slučile slednjeve nastani. Vo 1541. godina vo sudirot među španskete osvojuvači za vlast na novootkrijenite teritoriji bil ubijen nivni odvodač Francisco Pizarro. To je vo 1530. godina so samo 200 vojnici so izmama jazazil prestolninata na Inkite. Kahamarka i go zarobil carot Atahualpa, pošto Peru stanala španska kolonija. A vo 1535. godina je osnoval Lima, podosna prestolnina na Peru. Na današnji den, 26. juni 1810. godina, umrel Joseph Mogolije, francuski pronalager, so svoj brat Etienne go konstruiral prviot aerostat vozdušen balon napolnjen sa topol vozduh. Roden bil vo 1740. godina. Na današnji den, vo 1836. godina, umrel francuski oficir Claude i Joseph Rouget de Lille, koji vo 1790. godina gi napišal zborovite i melodijata na francuskata himna. Na današnji den, 1890. godina, rodene Pearl Buck, amerikanska pisateljka. Svjetska slava steknala su svojite romani za životot na kineski narod. Najpoznatiji njezini dela se Dobra zemlja, Majka, Istok, Zapad, Sinovi, Razornat dom i taka natamo. Na današnji den, u 1898. godina, rodene germanski konstruktor na avioni i industrijalec Wilhelm Messerschmitt, glaven konstruktor na avionite na nacističkata Germanija vo Vtorata svetska vojna. U 1906. godina vo francuski grad Le Mans bila održana prvata automobilska Grand Prix trka. U 1945. godina današnji den vo San Francisco, vo Sjedinjene Amerikanske državi, predstavnici na 50 zemlji potpišale povelba za osnovanje organizacije na Objedinjene nacije narečeno OON. Povelbata stapila na sila na 24. oktobri u 1945. godina. I nešto od Makedonija. U 1990. godina vo Skopje bila formirana Makedonskata farmacevska komora socijal da je organizira i unapredova farmacijata kako nedeliv element na zdravstvoto. Početom gledači, to bi ja početnite servis informaciji, ode mi svega da ve pozdravim se na hristijanska pesna. Moja
srcem svým to zná. Samotný, u srcu mome vječno ostani. Evo nepovtornovo živo počnu gledajući, a sledite utrинската програма на радио Гласна надежда. Следува рубриката Капки на мудроста и читање делови од Светото писмо. Еве неколку капки на мудроста. Ако го мразиш грешникот, зашто тоја нема твојата праведност, каде е твојата праведност кога немаш љубов? Љубовта гради мостови таму каде што ги нема. Цел живот не мрднал ни со прст, а го вперува прстот кон другите. Младоста е нешто што го имаат само младите, а го ценат само старите. Во животот не треба да трчаш, доволно на време да тргнеш. Две нешта ја намалуваат мојата душа, две нешта ја исполнуваат мојата душа со восхит, звезденото небо над мене и моралниот закон во мене. Нема ништо трајно каде што Бог не е присутен. Голем е оној кој во богатството е сиромашен. Состојбата на твојот живот е само рефлексија на моменталната состојба на твојот ум. Кој денес лаже за да живее, утре ќе живее за да лаже. Животот ни го враќа она што ние го даваме на другите. Еве тоа беа капки на мудроста, сега одиме да го прочитаме 74-тиот псалом. Зошто, Боже, сосема не отфрли? Зошто пламти Твојот гнев против Твоето собствено стадо? Спомни си за народот што од искона го откупи, за пленство на Твоето наследство што го искупи, за гората Сион, каде што се беше населил. Искачи се сега кон вечните урнатини, се е разурнато во светилиштето од Твоите непријатели. Твоите противници вреска и своите знамења ги виорија на местото на кое со Тебе се среќававме. Мафта подивено со секирите и со своите секири и секирчења ги уништуваа резбарите. До темел го изгорја Твоето светилиште, гурна и го скврни храмот на Твоето име. Во своите срца си рекоа да ги сотреме до крај, го изгорија секое место во земјата каде што имаше Божи светилишта. Нема наповидок, ни знак, ни пророк, и никој од нас не знае до кога Боже врагот ќе се подбива, зар душманите вечно ќе го оскврнува Твоето свето име. Зошто се водржа раката Твоја, десницата Твоја, извади од својата пазова и уништи ги. Но Ти си, Боже мој цар, од искона, Ти носиш спас на земјата. Ти го раздвои морето на својата сила, им ги смачка главите на морските чудовишта. На големото чудовиште му ги згмечи главите, им го даде за храна на зверовите. Ти отвори извори на потоци, а ги секна вечно бујните реки. Твој денот на Твоја и ноќта, Ти си ги поставил сонцето и месечината, Ти ги одреди мегите на земјата, Ти ги создаде летото и зимата. Сети се како Ти се подбиваше непријателот, Господе, како го скврневеа Твоето име безумните луѓе. Не предавај и го надзверовите животот на Твојата грлица, својот намачен народ не заборавај го довека. Сети се за цветот, за заветот, зашто насилството врлува по мрачните места на земјата.
Не давай да се повлечат срамно угнетуваните, нека Господ го слават името Твое. Стани, Боже, одбрани го своето дело, спомни си за секојдневните подбиви од безумниците. Не отстанувај, не постапувај рамнодушен кон извикот на противниците и кон непријателската врева, што постојано се крева. Еве тоа беше псалмот, почитувани гледачи, 74. Продолжуваме со песна. Ker ti dadam slava, čest i hvala, ker te vozdignam ja s tebe, ker go slavam ime to, ker ti dadam slava, čest i hvala, ker te vozdignam ja s tebe, ker go slavam ime to, da ti si Bog, moj Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti. Благодарам за Исус, Твојо драг син, за та жртва што ја даде, место нас на Голгота. Благодарам за Исус, Твојо драг син, за та жртва што ја даде, место нас на Голгота. Да ти си Бог, мог е Господ Спасител, никој не е како ти, никој не е како ти. Кога ти ке дојдеш, да не земеш, сите заедно на небо, со тебе ке одиме. Кога ти ке дојдеш, да не земеш, сите заедно на небо, со тебе ке одиме. Да ти си Бог, Бог е Господ Спасител, никој не е како ти, никој не е како ти. Да ти си Бог, Бог е Господ Спасител, никој не е како ти, никој не е како ти. Следува рубриката почитувани гледачи искуство или вести од светот. Продолжуваме со искуствата кои ги почнавме од минатата емисија. Зборувавме за ова момче, за овој човек Марик, кој го запознал Господа, кој од дилер на дрога ќе стане адвентистички водач. Значи, продолжуваме со неговото искуство кој ни доаѓа од Полска. Животот на Марек почнал да се менува додека е читал книгата Големата борба во Полска. Решил да ја празнува саботата како седми ден, научил и повеќе за штетното влијание на пушењето, па решил да се откаже, но никако не можел. Таа сабота поминал покрај уличен постер на кој бил огласен 5-дневен семинар за откажување од пушење. Огласот се однесувал на адвентистичката црква. Марек никогаш порано не слушнал за таа верска заедница, дури откако ја прочитал Големата борба и ја посетил книжарницата на адвентистите, каде што ја купил и самата книга. Решил да ја посети црквата. На огласната табла на црквата видел постер на Големата борба. Знаел дека дошол во вистинското место. Било 2 часот попладне, а црквата вообичајно би била празна по богослужбата, но група литерарни евангелисти престојувале во црквата тој викенд. Тие го поканеле Марек да дојде повторно следната сабота наутро на богослужение.
Марек дошол во сабота и уживал во проповета за Исуса. Бил восхитен од добрината на луѓето во црквата. Му рекле дека следната сабота ќе се собере поголема група млади луѓе во блискиот град, го поканиле и тој да дојде со нив. Следното саботно утро Марек чекал младината на црквата да дојде по него. Бидејќи долго чекал, му се чинило дека адвентистите го заборавиле. Потоа слушнал два гласа како му се обраќаат. Едниот глас рекол: остани надвор и уживај во убавото време. А друг глас рекол: почекај овде, бидејќи е навистина важно да одиш на овој состанок. По некое време се појавиле младите и го одвеле на голем собир на кој имало околу 1000 луѓе. Марек бил воодушевен од богослужението. Секој збор што го слушнал, многу му се допаднал. Проповедникот, британски пастор од Лондон, изјавил пред крајот на проповета: знам дека треба да завршам сега, но знам и дека овде присутен некој на кого му е потребен Исус. Марек помислил: кој му кажал за мене? Потоа пасторот го споделил своето лично искуство. Бил роден во религиозно семејство, но ја напушил црквата, се дрогирал и пиел. Неговата црква, па дури и неговата мајка престанале да се молат за него. Тогаш го запознал Исуса, рекол тој: тој ме зеде од дното каде што бев и ме донесе на ова место каде што сум сега, да ви кажувам за неговата мок и дека може да го промени и вашиот живот. Тогаш пасторот упатил повик: ако сакате Исус да го промени вашиот живот, само дојдете овде напред, рекол тој. Марек видел 1000 луѓе и се исплашил од помислата да застане пред нив. Веќе со следната реченица пасторот ги потврдил неговите размислувања. Не мислите на тоа дека другите луѓе ве гледаат, рекол тој. Само дојдете овде, пристапете напред, тоа е меѓу вас и Бога. Марек станал. Не можел повеќе да седи. Срцето му чукало додека одел напред. Му се придружиле и други млади. Додека пасторот се молил, Марек за прв пат го разбрал планот на спасението. Тој живел лош живот, а Исус го зазел неговото место. Исус бил на местото на Марек, на крстот, и го ослободил велејки: ти си слободен, слободен си да го заземеш своето место во моето царство. Марек почнал да плаче и никој не можел да го прекине. Пасторот го завршил повикот велејки: додека одите на ручек. Сега, кажете им на сите што направил Исус за вас. Марек ги ставил при срце зборовите на пасторот. По состанокот тој одел од клупа до клупа и од човек до човек на главната улица во градот. Го запознав Исуса, викал тој. Тој ми го промени животот и ќе бидам во неговото царство. Од тој ден, кога Исус му го променил животот, Марек почнал да се занимава со работа што ги менува животите на другите луѓе. Денес тој е водач на младите на Адвентистичката црква во Полска. Навистина чувствувам дека Бог ми го спаси животот не само за неговото царство, тук и од физичката смрт. Додека студирал на Адвентистичкиот факултет, дознал дека неговиот пријател од детството Матеј бил пронајден мртов со нож во градите. Тој користил дрога и никој не знал што точно се случило. Имал само 23 години. Неговиот друг пријател од детството Мартин, кој го научил да продава дрога, бил осуден на 7 годишен затвор. Марек вели дека Бог му дал нов живот. Навистина сакам да им помогнам на младите да ја најдат својата цел во животот многу порано отколку што го направив тоа јас. Може би откако ќе го слушнат моето искуство ќе живеат подобро. Навистина сум благодарен на Бога. Тој ме спаси од се и ми даде се. Зато јас му дадов се за возврат. Еве навистина прекрасно искуство и ова и во минатата емисија за Марек зборувавме. Од продавач, дилер на дрога, станува водач на младите адвентисти во Полска. Интересно како тој се обратил благодарение на книгата Големата борба. Така да, почитувани гледачи, драги пријатели, во 2020 година, тоа е ова година и наредната, се посветени на книгата, масовна промоција на книгата Големата борба, така и во Македонија, веќе во неколку наврати
Preko Facebook se deleše besplatno knjigата Големата борба, што ние на крајот од емисијата ќе ја покажеме и ќе ја понудиме повторно. Така да, еве, Бог прави и денеска чуда. Од наркоман, од другераш, од дилер на дрога, станува водач на младите адвентисти и оди го проповеда Христа на младите и тие да се одвратат додека е времето на милоста. Еве гледаме неговиот другар Матеј бил убиен, а другиот негов другар завршил во затвор од 7 години. Одиме понатаму со песна. "30 years after the death of Wycliffe, at the Council of Constance in Germany, he was declared to be a heretic. A decree was made to dig up his bones and burn them to ashes. At that time, the Bishop of Lincoln was a former friend of his, and he delayed in acting on this request for 5 years. He moved out the area, and the next one who came in also vacillated for 8 years before finally succumbing to this demand, and dug up the bones and burned them. After burning his bones, they threw the ashes into the River Swift. But the significance of this gruesome act and the symbolism it would come to later represent, they could not have imagined. The River Swift flows into the River Avon. The River Avon flows into the Bristol Channel, and the Bristol Channel eventually flows into the Atlantic Ocean. And so symbolically, the effect of his work spread around the whole world. He is called the morning star of the Reformation because he was the beginning in a chain of events that once started became unstoppable. John Wycliffe gave to the Christian church perhaps the greatest gift possible, the Bible. And once given, the light would begin to shine and the darkness would be peeled away.
John Wycliffe's work is key in our Christian heritage, for at the center of our faith is the Bible. Never underestimate the extent of the work that you do. John Wycliffe was called here to Lutterworth, a small, quiet country town, or probably back then just a village. If any of us were called here to this town today, we might think it's not good enough, or not big enough, or not prestigious enough. But he faithfully did the work that God had called him to do, and gave to the Christian church perhaps the greatest gift possible. Wherever you are, use the gifts and the talents that God has given you, for you never know how far your influence may spread. Nekažim se, jer Bog me vodi moj, i zato mirno krst ja nosim svoj. A ljubav Božja tešitelj je moj, u svakoj borbi snaga jedina. Ne plašim se,
мудреците, Бог на еврејскиот народ му обрнал внимание на раѓањето на својот син. Нивното распрашување во Ерусалим, разбуденото интересирање кај народот, па дури и родовата љубомора што го привлекла вниманието на свештениците и рабините, ги насочиле умовите кон пророштвата за Месија и кон големиот настан што се одиграл. Сатаната се трудел да ја заслони божествената светлина пред светот и да ја употреби сета моќ на своето лукавство да го уништи Спасителот. Меѓутоа, оној што никогаш не дреме и не спие, го чувал својот сакан син. Оној кој на Израел му дал мана од небото и го хранел Илија за време на гладот, се погрижил за прибежиште на Марија и за Исуса во незнабожечка земја. Со подароците на мудреците од незнабожечката земја, Господ обезбедил средства за пат во Египет и за престој во таа туѓа земја. Мудреците меѓу првите му посакале добре дојде на Откупителот. Тие први го положиле својот подарок пред неговите нозе. Какво предимство да му служат со својот подарок? Бог посебно го цени подарокот на срцето што љуби, правејќи го најуспешно во службата за него. Ако нашето срце сме му го предале на Исуса, ние ќе му ги донесеме и нашите подароци. Нашето злато и сребро, нашиот најдрагоцен земен имот, нашите најголеми умни и духовни дарови, доброволно ќе му ги посветиме нему кој не љубел и кој се дал себе си за нас. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата утринска програма Добро утро, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Следува кратката порака од Библијата. Ќе зборуваме на тема каде е Бог кога ќе се појави злото. Вековно прашање што верувам и ние сме го поставили кога сме дошле во некоја тесна уличка, слепа улица, нема излез, болест, проблеми, искушенија, може би некој друго зло не затекло во животот и се прашуваме тогаш каде е Бог? Јас сум негов верник, јас го следам неговиот пат, но каде е Бог сега кога ми е најтешко? Еве да го проследиме ова размислување. Додека се обидувал да замисли како Бог теши, писателот од Парс, така се вика овој човек, својата мисла е изразил со следните прекрасни зборови. Дете на мојата љубов, потпри се цврсто и дозволи ми да ја почувствувам тежината на твојата грижа. Го знам твојот товар. Зашто јас сум го вообличил, јас го ставив на својата рака и сторив од него тежината да биде најлесна за тебе. Кога го ставаш врз твојата повеена силуета, реков, ќе бидам близу и додека се потпираш врз мене, тогаш товарот ќе биде мој, а не твој. Додека ги пишувал овие редови, овие зборови, писателот можеби ги имал на ум зборовите што ги изговорил апостол Петар. Сите ваши грижи оставете ги на него, зашто тој се грижи за вас. Христијанинот, односно верникот, не е оставен во мрак, во безнадежност, кога животните искушенија му се закануваат да го уништат. Тој има извор на утеха и на совет. Некој во кого може да се надева, тој има прибежиште. Но вистина, ова порака што ја напишал писателот Парс, многу значи. Кога ни е најтешко, Исус ја става својата рака да товарот не ни теже толку. Сепак тоа не значи дека во условите на човечките можности сите страдања може да бидат целосно објаснети. Има проблеми, има болки што јас не можам да ги објаснам.
Iako kako teolog ja proučujem Biblията, но има прашања на кои денеска, почитувани гледачи, не може целосно да добиеме одговор. Конечно, во вечноста Бог ќе ни даде одговор на сите мачни, на сите тешки прашања што ние ги поставуваме денеска во овој живот. Овој дел на човечкото искуство покренува многу прашања на кои напразно бараме одговор. Секој од нас ќе искуси болка, кога во безизлезност и во збунетост ќе поставиме прашања зошто требаше да ми се случи тоа или зошто оној што ми е толку мил мораше да помине ни сето тоа. Не постојат лесни одговори. Постојат тајни во кои човечката моќ на сваќање не може да проникне денеска. Не е тешко да се пронајде причината за многу несреќи. Например, ако некој лице вози пијан, лесно можеме да разбереме зошто настанала несреќа. Ако некој пуши и добија рак на белите дробови, научниците не се многу изненадени со појавата на трагичните последици. Дејството на законот за сеидба и жетва често се покажува мощно остро. Но што да се каже за невиното дете што го убил пијан возач? Или за младичот што живеел здрав и чист живот, а сепак доживеал смртен удар на страшна и неизлечива болест. Апостол Петар ја допира ова тајна со следниве зборови: Возлюбени, не чудете се на огненото искушение што ви се праќа поради испитувањето, како нешто ново да ви станува. Кога ќе се соочиме со неочекувани проблеми, со непријатни искушенија, со тешки недоразбирани, со лични трагедии, забораваме дека тоа што не снашло не е ниту нова, ниту непозната појава. Според текстот на апостол Петар, почитувани гледачи, верниците на црквите пред 2000 години водиле борба со истите искушенија како и ние денеска. Таа борба е постара и од искуството на апостолската црква. Во книгата на Јов, што се смета за најстара книга во Библијата, суштината на живењето на земјата е изразено вака: роден од жена, човекот е кратковечен и презаситен од неволји. Се чини дека ова слика во својата долга историја ниту малку не се изменила. Овој свет е препун со неволи, со болки, со страдања и со смрт. Мнозина беспомошно застануваат пред фактот што катастрофите ни среќите подеднакво ги снаоѓаат и побожните и грешниците. Понекогаш ни се чини дека побожните поднесуваат поголем дел од општите човечки страдања. Тоа го забележал писателот на химни Асав во своето сознание во 73 псалом. Сјајното напредување на грешните и искушенијата на светите и за него биле загадка, се додека Бог не му дал одговор кога влегол во светилиштето. Библијата нагласува дека страдањата дошле на овој свет како последица на гревот. Кога на гревот не му било дозволено да влезе на ова планета, не би имало ниту страдања, ниту болести, ниту смрт. Кога Бог ќе го острани гревот и ќе обнови земјата, нема повеќе да има солзи, ниту жалост, ниту болка, ниту тага. Бог ќе избрише, вели апостол Јован во Откровение, секоја солза од нивните очи и смрт нема да има повеќе ниту плачење, ниту викање, ниту болест нема да има повеќе, зашто првото помина. Меѓутоа, фактот што гревот предизвикува страдање не значи дека секој поединец ќе страда само поради гревот што го сторил во својот живот. Вистина е дека многу неволи поднесуваме затоа што други ги предизвикале во нашиот живот. Понекогаш, како во случајот на Јов, ѓаволот предизвикува неволи. Постојат и болни искуства што Бог дозволува да дојдат на нас затоа што сака да оствари последна цел што не можеме сега да ја согледаме. Сега знаеме нешто и сега гледаме нејасно како во гледало, а тогаш лице во лице, сега знам нешто, тогаш ќе знам како што сум познат. Еве, толку во ова кратка порака ќе продолжиме со истото размислување за истата тема и во наредната емисија.
Еве неповторно во програма, почни гледачи, во рубриката Здрава храна или Совети за здравието, денеска ќе кажеме неколку зборови за зелката. 7 причини зошто ја поценуваме зелката. Понекогаш, кога ќе кажеме зелка од храна, некако како да ни е тоа на страна ставено или не ја цениме толку зелката. Меѓутоа, зелката е богата со нутритивни елементи, иако понекогаш, како што реков, често е подценета како храна, сепак овој зеленчук е одгледуван со векови, би рекле наназад. Тука и кај нас, во Македонија, се одгледува квалитетна зелка и затоа еве неколку совети зошто да ја користиме зелката во нашата секојдневна исхрана. Прво, богат извор на различни хранливи материи. Иако во најголем процент таа е составена од вода, па така има ниска калориска вредност, сепак представува богат извор на низа од микронутритенти и така натаму. Еве, овде имам податоци, сега да не ви читам се, но како е да е, богата е, значи, со витамин А, железо и витамин B2. Понатаму витамините B6 и B9 се особено значени за метаболистичките процеси и нормалното функционирање на нервниот систем. Гледате, делува позитивно и на нервниот систем. Зелката е богата и со растителни влакна, како и антиоксиданси, како што се полифенолите, некои сулфурни соединенија и витаминот С. Антиоксидантите го штитат организмот од штетното дејство кој може да ги предизвика слободните радикали. Понатаму превенира од хронични воспалнителни процеси. Повеќе студии укажува дека зелката и сродните растенија ги намалува така наречените крвни инфламаторни маркери. Се смета дека за ваквото својство се одговорни присутните антиоксиданти. За најпотентни се сметат сулфурарфанот и кемпефелорот. Значи ги има во зелката. Зелката е доста богата со витамин С. Освен веќе спомнатото антивоспалително дејство, витаминот С има едно друго, многу значајно својство. Овој витамин е многу најзначајен за правилно дејство на имуниот систем. Ја подобрува дигестијата. Ова се должи на присутните растителни влакна и присуството на значителен процент на вода. Значењето на растителните влакна за здравјето на црвената микрофлора, а со тоа и на целокупното здравје на човекот е големо. Помеѓу најбитните позитивни влијанија на растителните влакна е одржувањето на здравјето и периалистиката на тенкото црево, како и дебелото црево, хранењето на корисна микрофолна, обезбедувањето на постепено испуштање на глукозата во крвта и намалување на лошиот холестерол во крвта. Пето, зелката може да помогне за одржување на здравјето на срцето. Тука особено е важно да се спомне црвената зелка. Таа во својот состав содржи компоненти наречени антосицијанини. Овие пигменти кои представуваат флавоноиди го дават специфичниот вкус на овој зеленчук. Шесто, може да помогне во намалување на нивото на холестерол во крвта. И седмо, висока содржина на витаминот К ја прави зелката особено здрава за коските. Како се користи, веќе знаете, претпоставам, во салати, сарма, во други начини може да се користи во приготвување на здрава храна. Најдобро е секако салата да се јади пресна, зашто сите витамини тогаш се содржани во пресната зелка. Еве толку за зелката, одеме сега со песна, а потоа ќе одеме при крајот на ова наша програма. Slava mi meto, che ti dà slava, čest i hvala, che te postignam ja tebe, che go slava mi meto.
da ti si Bog, moćan Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti, da ti si Bog, moćan Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti. Che ti dalam slava, čest i hvala, che te vozdignam ja s tebe, che go slavam ime to, che ti dalam slava, čest i hvala, che te vozdignam ja s tebe, che go slavam ime to, da ti si Bog, moćan Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti, da ti si Bog, moćan Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti. Evo не повторно во програма, почно гледачи, сакам да ви ја покажам уште еднаш книгата Големата борба. Веќе во весите читавме за обратувањето на овој младич, на ова момче во Полска, благодарение на книгата Големата борба, тој го пронашол Бога, го пронашол Исуса Христа. Доколку сакате и вие да имате ова изворедна книга, вие нудиме бесплатно, вие праќаме по пошта или ќе ја донесат нашите соработници на ваша домашна адреса. Книгата Големата борба од Елена Вајт помеѓу Христа и Сатаната. А вие останатите, доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви нудиме бесплатна дописна библиска школа. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот и на ова наша денешна утринска програма. Ми простанува да ви посакам благословена и убава седмица, уживајте во топлите денови и закажувам нова средба, ако Бог даде, живот и здравје во петок, со почеток повторно во 9 часот. До тогаш останете со здравје.